Благодарам, почитувам подпредседателя, почитувам председател на комисията, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Денес кога разговараме за една значајна тема во однос на енергетскиот сектор, односно комисијата која што треба да биде независно регулаторно тело, всушност се испостава на власта и се однесуваат едни према други како адвокати, односно си ги бранат ставовите бидејќи и претходно им се усогласени со тоа што трпат граѓаните на Република Македонија. Хронолошки мораме да видиме зошто е дојдено до оваа состојба. Односно, како тоа на лукративните побуди кои што ги имаат, да ги озаконат и да се стават во рамка за да не трпат одговорност после тоа. И еве, ќе ви потенцирам. Енергетската криза беше прогласена на 9 ноември до 9 декември. Исто тоа, после се дрзна да достават предлог за продолжување на истата за 6 месеци. Кажав од овде и повторно ќе ви кажам, никаде во устав и во закон не стои дека кризна состојба може да се прогласи подолго од 30 дена. Тоа значи, сакате да го озаконите незаконското, односно под превезот на енергетската криза и кризната состојба која што е прогласена, да ги заобиколите позитивните законски прописи за системско испумпување на пари од буџетот на Република Македонија во профитерски џебови на приватни фирми. Зошто е тоа така? Еве, почитуван колега, ќе ви кажам. Согласно Законот за енергетика, во членот 2 од законот е нотирано кои се обврските на самата комисија. Во ставот 2 вели: ефикасен, конкурентен и финансиски одржлив енергетски сектор, заснован на начелата на недискриминација, објективност и транспарентност, кое што обезбедува високо ниво на сигурност во снабдувањето на енергија. Во членот 9, во ставот 1 вели: регулаторната комисија за енергетика го следи исполнувањето на обврските и обезбедување на сигурноста во снабдување од страна на вршителите на регулирани енергетски дејности и во годишниот извештај за работа од членот 36 на овој закон наведува информации што се однесуваат оперативна сигурност на работењето на системите и се наведуваат кои се обврските. Согласно Законот за кризи, во членот 14 јасно и децидно се утврдени надлежностите на владата, кои што, впрочем, беа и предлагачи на оваа енергетска криза. Меѓутоа, забораваат дека во самиот закон имаат и одредена одговорност. Кризната состојба, според членот 14, вели: владата на предлог на Министерството со уредба подетално ги уредува критериумите и условите за прогласување на кризна состојба. Понатаму, во согласно самиот закон, во ставките кои што се наведени алинеите за обврските, децидно и јасно наведува: мерките утврдени во уредбата од ставот 1 на овој член треба да бидат од привремен карактер, да траат до завршување на кризната состојба. Не го надминуваат обемот и интензитетот што е неопходен за отстранување на последиците од кризната состојба. Не случајно ви го потенцирам ова, бидејќи во дадениот момент за вонредните состојби, уредбите со законска сила, 70% од самите уредби беа надвор од овие одредби, односно беа надвор од причината за прогласување на оваа состојба. Ова се случува и во дадениот момент во енергетскиот сектор. Се злоупотребуваат оваа кризна состојба енергетска, се занамеруваат сите овие одредби и давање на извештаи за прогласување на оваа состојба на 30 дена. Затоа посегнаа по 6-месечно прогласување на енергетска криза, за да можат на раат да ги испумпаат средствата кои што им се претходно предвидени. Но ова, повторно ќе кажам, не е од денес, туку е системско, бидејќи истите претходно знаеле или можеле да знаат, што е, внимавајте, квалификаторен елемент во одредено кривично дело за кое што вие секогаш се китите, односно членот 353, ставот 3 ви е многу јасен и дециден. Знаевте или можевте да знаете дека ќе дојде до ова, но исто така ви беше предочено кај кој го ќе завршат овие средства. И затоа повеќе годишно ги испумпувавте парите со самото тоа што можноста во енергетскиот сектор да се испумпат огромни средства, енергетскиот сектор го доведовте во колапс,
енергетските компании кои што се државни компании ги доведовте во колапс, односно сите се загубари од ЕЛЕМ до МЕПСО и имаме огромни средства од 35 милиони евра во 2020 година загуба, а ако на ова го надополниме и фактот што за 4 години од РЕК Витола испумпавте 63 милиони евра во приватни компании, иако истиот комбинат имаше можност овие средства, односно овие услуги кои што му се пружени со сопствена механизација да ги задоволи со само 30 на милиони евра. А вие испумпавте 93 милиони евра. Ова е перење на пари, ова е она што предизвика да во дадениот момент имаме вакви драстични покачувања на енергенсите и на цените на електричната енергија. Згора на тоа, дополнително се китевте дека сме извозници на електрична енергија во 2020 година и се фалевте дека имаме извезено 638 киловат часови електрична енергија. И ова беше смислено, зошто? Бидејќи ги доведовте до нерентабилност самите компании, за да можете да потоа увезувате електрична енергија по многу повисока цена, пооднапред утврдена методологија од страна и на комисијата и на владата, и оние правни лица кои што ќе ја увезуваат, знаевте во кој момент и колку истите ќе увезуваат. Но ова го потенциравме бидејќи системски повторно ќе потенцирам. Ако знаеме дека производството на домашното производство е упаднато за половина онова што се произведувало пред 10 години, затоа сме доведени во оваква состојба. Односно, домашното производство на електрична енергија во земјата во 2020 година изнесувало околу 5128 гигават часови. Во 2010 ова било за 24 пати повеќе. Меѓутоа, АДА СМ, кој е најголем производител на електрична енергија во Република Македонија во 2020 година произвело само 3642 гигават часови, што представува 44% помалку од она што било произведено во 2010 година. Овде се сите овие елементи кои што ви ги потенцирав за системско испомпување на средства од буџетот и начинот на кој преку лукративните побуди кои што ги имате, ги узаконувате и доаѓате до крајната цел, да можат да профитираат само одредени правни лица. Во однос на самиот извештај, една од ставките кои што секогаш ме зачудуваше и не можевме да се најдеме заедно со председателот и претходните говорници кои што кажаа, нема да навлегувам колку дневно се троши, меѓутоа ми падна во очи дека за цели 9 месеци во претходната година за интелектуални услуги биле потрошени 663.000 денари. За само 3 месеци се потрошиле повеќе од 2,5 милиони денари. Знаете што е тоа? Тоа е насилно испомпување на овие средства за 3 месеци да не можат да бидат вратени во буџетот, бидејќи истите ќе се повикат на кризата која што се појавила. Па овие експерти, ако требало да ги ангажирате, сте имале предвидливост, требало да ги ангажирате на почетокот на годината, да не се доведеме во состојба да во екот на самата криза ние разговараме за начини на кои што треба да се покриваат сите овие загуби и знаеме дека предвидовте 250 милиони евра предвиде владата за субвенционирање на државните компании кои што се загубари, а еве од овде сакам и да ви потенцирам дека вашиот представник на комисијата, кога разговаравме токму по овој план, исто така најави, иако комисијата не е профитна организација, односно е комисија која што е под буџетот, најави дека и вие ќе бидете еден вид пластично кажано загубари, бидејќи буџетот кој што сте го имале нема да ви бил доволен да можете да ги покриете сите трошоци кои што ви се ставени, односно кои што ги планирате. Ова е изјава на представникот кој што беше на комисијата и кажа дека околу 5 милиони денари ќе ви фалеле во однос на покривање на сметките. Тоа значи, секое предпријатие кое што е формирано од државата во енергетскиот сектор, одстапување на, односно од доаѓање на власт на ова парламентарно мнозинство, сите станаа загубари. Од МЕПСО, ЕЛЕМ, па сега еве,
конечно најавивме, односно најавија дека со завршната сметка за 2021 година, пластично кажано, и регулаторната комисија ќе била еден вид на загубар. Ви благодарам. Реплика,